Во така. Кавадарци, Жеси мисля тоа. Кавадарци е пример. Во паркот, во градскиот парк, секоја вечер се кршат светилките, им одговара на наркоманите да има темнини и така натаму. Градоначалникот е соочен со една појава ностоп да вложува средства. Кабли се кршат, клупи се демонтираат и така натаму. И се спроведуваат акции, меѓутоа не е тоа доволно. Веројатно е потребна поголема акција за таа работа. Деко. Кавадарци е пример за добра соработка со локална самоуправа. Тоа што го прават некои девијатни групи, тоа е претежно. Ја не би рекол дека тоа се користи стара дрова, дека ги кршат сајбогами. Значи, тука има вандализам на обични. Да, треба да почнеме од најмали нози на децата, на воспитување. Значи, пред се треба во образованието да се воведе некој нов, да кажам, бран на воспитување како надвор од училиште. Значи, јас мислам дека образованието е сведено барем во Кавадарци, колку што има информации, на воспитување само внатре во училиште. Значи, де се работи со децата надвор од училиште, на нивото однесување. Пред се може да кажам дека и родителите се криви самите за тоа. Ги пуштат децата и прават глупости на изгради. Пример е во последните 2-3 месеца колку е кејот пуштен. Мислам, тоа е долго поубава слика. Сега тие работи што се дешава треба да се поработи. За тоа се овие програми да се работи со младите. Да им се укаже патот, а не да седат само и да губат време и да лутат. Значи ги спомнавме и образованието и родителите. Сега тука е дискусија од вас сака. Колку се тие важни и колку ви помагаат. Во најголема слика кога сакаме било кои проблемите кои што имаме желба да ги третираме. Значи мораме да ги видиме кои се сите други учесници во целиот тој процес. Ако ги посматраме на младите и да видиме што проблеми имаат младите, мораме да знаеме кои дека тие млади живеат со некого дома. Значи ако ние не работиме со родителите, сме потрошиле многу енергија на работа само со младите, а нивните родители го поминуваат останатиот дел од животот со нив и заправо науката вика дека тие се уште најголемиот авторитет за младите. Значи во таа насока и коалицијата сега во другите активности во кои што ги превзема, секој пробува да вклучува родители, ако не друго, барем да делува на минимум ниво на едукација, но од друга страна соето давно, но од друга страна и да ги види размислувањата на родителите како тие на кој начин ги решаваат дома проблемите, како тие со нив работат. Проблемот кој што го напомна Никола, делот на воспитување, мислам дека јас во моментов образованието застанува само на образование без воспитување. И тоа е можеби клучната причина за ваквата состојба, ама од друга страна потенцирам работата дека треба многу активности да се понудат за младите. Значи дојдете кај нас можете да го добиете ова. Дојдете кај нас има бесплатен интернет. Со можности. Така, со можности. Значи ние и секогаш и во дебата кога сме и со националните власти, односно со различни министерства и со локални самоуправи, со градоначалници, јас се потенцирам главната поента. Наше е да правиме услови. Значи, локалната самоуправа, невладините организации имаат своја мисија да направат услови. Колку младите ќе ги скористат, можеме да правиме после муабет. Во моментот ние не креираме услови. Апсолутно. Кога еден млад човек денеска му се понудат информации, што од друга страна е ваша тема, значи информирање, кога бидејќи младите немаат достап до информации, кога му даваме информации дека денеска доколку си заинтересиран, можеш да одиш во невладината организација зона, каде што можеш да бидеш на едукација за здравство, можеш да бидеш на едукација за сексуално репродуктивно здравје, имаш слободни компјутери, доколку сакаш да се забавуваш и да проведеш нешто на интернет, но исто така вечер има театарска работилница во која што можеш да глумиш ако сакаш. Значи, ова се условите да биде исполнето времето, за да не размислуваш што јас денеска ќе правам од себање. Па особено кога стана збор завршува школска година, 3 месеци тие стварно не знаат да го организираат свој живот. Значи, оваа лепеза на понуди треба да биде зголемена барем уште 3 пати во секој град. И не можеме после да зборуваме дека сега младите се имаат интерес за театар, имаат интерес за спорт, имаат интерес за едукација и така. И уште за прилеп да го чуеме вашиот дел на искуство. Значи со овој сектор. Да, се надоврзам нова. Покрај формалното образование, она што најмногу го нуди невладиниот сектор е она неформално образование, значи дополнување. Кој што е различно од формалното образование, кој што го нудат образовните институции. Бидејќи природот е сосема различен. Младите имаат можност преку програмите кои ги нудат невладините организации да се вклучат во најразлични процеси на учење, на доквалификација, на лична и професионална награда.
моментално на младите им се отвараат европските програми кои што нудат најразлични можности. Значи знаеме дека со предпристапните фондови кои се отвараат за Македонија, би наведен како најдобар пример се отвора и програмата Млади во акција, која што е програма на Европската комисија. Тука младите имаат најразлични можности, имаат можност да развиваат својата мобилност, да патуваат и да живеат во земји од Европската унија, каде што ќе волонтираат, како и вие волонтери. Точно тука и се влеја можноста тие да ги учат тие европски практики, да го учат европскиот начин на живот, да се надградуваат. Има премногу програми кои што денес им се нудат на младите, кои треба да бидат препознаени сепак и од нив, со цел да ги искористат. Точно е тоа што ние им го нудиме, ние им доставуваме информации и им ги доставуваме тие можности, младите кои треба да бидат препознаени од младите да ги искористат. Значи моментално од таа страна, инициирана од коалиција сега, најдобар пример за тоа е отворањето на младински информативен центар во Прилеп. Треба би, значи тоа ќе биде една алка која што ќе ги канализира информациите, ќе ги доставува до младите од општина Прилеп. Се надеваме дека тоа истото ќе се случи во сите други градови во Република Македонија, кој ќе им ги пренесе правилните информации на младите како најправилно да се вклучат, да ги користат европските програми и да се надградуваат како личности. Добро, кон крајот на емисијата сме, имате ли уште нешто да додадете пред да заклучиме? Благодарам за отвореността на вашата телевизија, на одредските телевизии во Македонија, која што има осет и чувство да ги информира граѓаните за што другите невладини организации или што другите работат во општината. Сакам да го упатам последниот апел до двете главни заинтересирани страни за нас. Значи првата е младите, значи вклучете се секаде онам каде што имате можност дополнително да го искористите своето слободно време. И никогаш не останувате на кое што го знаете, затоа што секогаш од вас има некој кој што може да ви помогне и можете да знаете многу повеќе. И втората порака која што сакам да ја упатам е дека благодарност за големото и огромното разбирање на градоначалникот и на општината, на советот на општина Кавадарци, продолжите понатаму да ги поддржувате невладините организации, продолжите понатаму да соработувате со невладините организации, затоа што на оној пат кој што се тргнале, само тој е пат кон успешноста. Заедно со невладините организации можете да подобрите живењето на сите граѓани во градот. Никола? Јас би се благодарил за сега вашата телевизија што има направено за промовирање на невладната организација Зона. Знам дека секогаш на сите настани што ги прави Зона сте со нас. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи таа соработка и ќе продолбочиме таа соработка заедничка. Исто така, како што кажа Зоран, преголема благодарност до локалните власти за тоа што мислам дека ние сме пример Кавадарци како треба локалната самоуправа да соработува со невладниот сектор. Тоа го докажава во многу пати, се надевам дека и понатаму ќе продолжи таа наша меѓусобна соработка. Благодарност до коалицијата сега за тоа што секогаш го бира Кавадарци како таргет за работа, за подигнување на свеста на младите и што не вклучува во сите активности на коалицијата. И благодарност за нашиот партнер Прилеп што заеднички ќе изработиме овој проект и ќе работиме и понатаму на наредни заеднички проекти. Александар. Да, јас сакам да ви се заблагодарам за можноста што ни дадовте јавно да проговориме за проблемите кои што се однесуваат на младите моментално и да апелирам исто така да се продолжи овој тренд на соработка и на развивање на соработка помеѓу младите, помеѓу заедницата и локалната самоуправа, бидејќи тоа е она што е потребно за решение требаат најмалку двајца, значи треба да се седне на маса, јавно да се продискутира со цел квалитетно и навремено да се решаваат проблемите со кои што се соочуваме во секојдневниот живот. Ние сме дури понекогаш досадни, Никола што има ново и така натаму, ностоп бараме информација од нив. Ние ќе продолжиме како куќе да инсистираме на тоа што почесто да ги изнесуваме проблемите, прашањата, па и обичните прашања на Виделина како вечерва и ќе ве следиме и со овој проект и други работи ако се јавуваат посебно во коалицијата сега која е мощна, силна, според мене невладина организација која може многу да стори, многу да врати назад на патеките на нормалното или позитивно живење, како јас го велам. И беше драго што им бевте гости и ви посакувам многу успех во работата. Благодарам. Тоа би било се, почитувани гледачи, за вечерашнава емисија во која за невладиниот сектор проговоривме 30 на 40 минути. Малку е тоа време, меѓутоа ќе настојуваме почесто тоа да го правиме. Пријатна вечер со нашата програма.